Преголема грижа за другите може да ја сруши личната среќа. Некои души не се плашат од страдање и болка, се плашат конечно да бидат среќни. Сакаш да се одмориш или да го исполниш твојот живот нешто по твое, но секој пат те напаѓа чувството на вина и грижа на совест. И многу брзо се откажуваш. Во видеово ќе споделам процеси и еден моќен ритуал кој што ќе биде на крајот на видеово за ослободување на чувството на вина и грижа на совест, кога сме целосно и премногу посветени на другите. Едноставно, кога премногу се раздаваме и кога премногу ги поддржуваме другите, ние едноставно немаме енергија, време ниту волја да го градиме сопствениот живот. Во видеово ќе учиме како да се направи оптимум. Оптимална поддршка кон другите, но и фокус кон градење на својот живот, не во форма на себичност, туку еден вид така наречена креативност и изградба на својот живот, бидејќи малкумина од вас знаат што значи кога сте вие среќни и како вие зрачите кон другите и каков пример ќе бидеш ти кон другите. Секако твоето незадоволство, чувството на неуспех, некој пат и чувството на промашеност, буквално зрачи од тебе и влијае на другите. Сосема поинаку ние влијаеме кога сме исполнети во себе си. Ние дури тогаш сме пример за другите, како другите да си го земат својот живот во своји раце и едноставно да земат потполна одговорност дури и за своето страдање. Едноставно никој не може да дојде и тебе да ти помогне. Тоа се очекува да го направиме ние сами за себе. Денеска ќе работиме процеси за ослободување на чувството на вина, освестување на одредени процеси кои што можеби ги правиш на несвесно ниво и фокус на твојата среќа и истовремено поддршка кон другите. Значи едно оптимално живење, каде што оптимално, не премногу, не премалку, оптимално е еден вид вештина, значи постигнување на вештина, каде што ние ќе се заложиме за нашиот живот и нема да чекаме на случајности и ние нема да чекаме, едноставно ние сами ќе видиме што е тоа во нас, што сме ние лојални на туѓа болка. Се надевам дека сите мои вежби и процеси кои што ги споделувам ќе ти помогнат во комфорот на својот дом и сосема бесплатно да едноставно излезеш од некој циклус на страдање кое можеби не е ни твоја, го превземаш како твоја, бидејќи често пати ние, иако сме возрастни, се однесуваме во наши детски верзии, односно некој од нас уште како деца влегле во улога на родители на своите родители и се уште иако имаат години го прават истото. Исто така се случува неретко да децата влезат во улога на партнер на еден од родителите, особено во семејства каде што родителите се разведени или едноставно едниот родител отсаствува. Овие улоги на беспрекорна лојалност која што се бара реално од децата се одвива на несвесен програм и самата личност по некое време, поради сопствената лојалност кон одредени членови од семејството, започнува длабоко да страда. Едноставно преминува во една научена беспомошност или научена несигурност, дека секој од нас може, има потенцијал, доколку знае како, да се извлече од тој автопилот или од тоа едно секојдневие, еден круг во кој што е човек навлез. И веднаш одиме на главното прашање кое што би требало да поттикне одредени процеси во тебе.
Убаво би било да ги запишеш сите одговори кои што ти доаѓаат. Прашањето е, кој прв ќе те осуди? Доколку започнеш да се занимаваш со сопствениот живот и доколку започнеш да го исполнуваш твојот живот со нешто за себе и со нешто убаво. Луѓето од несвесно ниво не осудуваат, не дека сакаат, него едноставно тие околу нас се случува да позади осудата стои страв дека ќе ви изгубат. Тоа секогаш е првата фаза. Откако ќе го земеш твојот живот во твоите раце, можеш да најдеш на осуда, но втората фаза секако е размислување на истата личност, бидејќи ти ќе преминеш во еден вид пример како сам или сама си ја градиш својата среќа и едноставно вложуваш ум, вештини, напор и енергија за да си го подобриш твојот живот. Бидејќи, како веќе што кажав многу пати, никој не доаѓа тебе да те поддржи доколку од тебе не тргне тоа. Секогаш последната фаза на успехот во нашиот живот е аплаузи од околината, од истите луѓе, фактички е пофалбата, од истите луѓе кои на почетокот во првата фаза ти беше осудена личност. И сега одиме на процес број 2, секако во вид на низа прашања, чија цел е да освестат што ти правиш постојано и долгорочно. Процес број 2. Работа со колективна и индивидуална вина. Целта на вежбата и на процесот е да се открие кон чија туѓа болка ти остануваш долгорочно лојална. И прашањето е следно. Чие страдање го носам како сопствена болка? Кога прв пат почувствував дека ако сум радосна и среќна, ќе повредам некој? Ако јас сум целосно среќна, кон кого тоа ќе биде неправедно? Дали постои во твојата свест програм? Јас не можам да уживам додека некој страда. Стравот од досуда и од отфрлање е фактички страв кој што има ДНК запис, значи од генерација со генерации се пренесува преку нашата ДНК. Стравот од отфрлање од заедницата или од таму каде што сметаме дека припаѓаме е еден огромен страв кој што многу тешко се надминува. Но кога човек едноставно ќе стави на вага што е пострашно, дали да помине времето и едноставно на крајот да нема време за твојата среќа, бидејќи ќе помине времето, ќе дојдат некои години каде што ние малку потешко можеме да изградиме нашата среќа. И вообичаено се случува да доколку ние не ја градиме нашата среќа, значи сега ќе објаснам другата страна на случувањата, доколку ние немаме исполнетост, доколку само ние извршуваме обврски и немаме ништо што ќе го исполни нашиот живот по било кој основ, бидејќи нашата душа е космичка, ние имаме потреба од креативност, ние имаме потреба нешто креативно да го исполниме времето, а не само и само да бидеме продуктивни и да извршуваме, да одиме на работа и да извршуваме обврски како еден вид машини. Ние сме божествени суштества со виши потенцијали и за нас не е предвидено репетитивна работа, односно да живееме во овој систем како што е подесен во моментот, бидејќи овој систем е направен така да постојано ја исцрпува твојата енергија и едноставно процесот на старење буквално се убрзува мултиплицирано.
Тоа би значило дека кога ќе дојдеме до одредена возраст, поради постојана исцрпеност од обврски, поддршка на другите и раздавање на себе си, доаѓаме во ситуација нашето тело да се разболи. А болката и физичкиот дисбаланс е секогаш аларм дека ние правиме нешто што не е наменето за нас. Секоја анксиозност, немир, висок прит, се што е во дисбаланс во физичкото тело потекнува фактички од отсуство на нега на нашата душа и на нашето ни е потребно. Некој од вас ќе рече, па ја немам време за тоа, јас немам пари и така натаму, меѓутоа ние не сваќаме што значи, луѓето немаат поим што значи кога човек си ја храни својата душа, колку е тој многу попrodуктивен, колку е тој многу поефикасен отколку часови, например, да скрола на телефон. Јас секогаш знам дека кога луѓето ќе ми кажат немам време јас за ова, значи ние немаме време да развиеме шампионски ум кој што ќе ни донесе просперитет и здравје. Верувај, нашето физичко тело не е предвидено да се разболува. Нашето физичко тело е совршена машина која се само исцелува, но ние не ги знаеме особеностите на нашето тело, на етерично, на енергетско, на ментално, на емоционално ниво. Едноставно само суптилно чувствуваме дека сме исцрпени и по одредена возраст, како што гледам сега границата се спушта, веќе 40 години луѓето добиваат висок притисок, мигрени, значи тоа ништо не е нормално, тоа потекнува од буквална исцрпеност од постојано извршување на обврски, осаменост, неразмена на информации и никаков влог во некакво ново учење. Едноставно времето поминува само во исцрпеност и незадоволство и позајмување на енергија на едни од други. Бидејќи фактички нашата енергија преку нашата емоција го креира нашиот живот. Влогот во работа на себе носи огромни бенефити, како прво здравје, а потоа и просперитет, бидејќи умот ќе се изоштри, ќе дојде до нови информации, нови спознанија, кои што ќе придонесат огромен просперитет. Ние сите сме виделе и луѓе со материјално изобилие да едноставно се духовно сиромашни. И одмаш носиме заклучок, џабе е да имаш пари, така натаму, нели, како оди тоа, или џабе му е само духовност кога он нема пари. Значи, ние треба да дојдеме до еден оптимум на просперитет, успех и здравје. До тој оптимум се доаѓа кога ќе ги отпластиме сите овие негативни емоции, бидејќи тие привлекуваат негативни настани. Луѓето мислат дека емоционална контрола е таму, тоа е нешто таму, не можам, не го разбирам, не сакам да се занимавам. Вие не можете да имате просперитет во животот, да имате смиреност, изобилие, здравје, добар социјален живот, физичка спремност, интелект и духовно спознание, ако едноставно не се занимаваш со себе си. Толку време луѓето губат во занимавање со туѓи животи, верувајте, главната улога во твојот живот треба да си ти. Главната улога во твојот живот и целиот фокус што тебе ти се случува треба да си ти. Не другите луѓе кој ќе дојде, кој ќе ми помогне, кој ќе ме извлечете, тој ме отфрлете, зошто е така. Значи, ние одиме напред, назад само со надворешноста, без да сватиме дека целиот наш свет, сите околности потекнуваат од нашиот внатрешен свет. Тоа што го имаш ти во твојот мајндсет, како треба да биде реалноста, го рефлектираш надвор. И често пати луѓето се прашуваат зошто само мене ми се случува лошо. Тоа што е внатре, твоите уверувања, како тоата верба треба да биде ставена под знак прашање, што е тоа во тебе што ти го очекуваш од другите, а ти не го даваш. И затоа ние имаме ситуација од типот
тој ме отфрли. Без да знаеме дека ние први сме го отфрлили. Или, едноставно, јас изгубив. Ти изгуби затоа што веруваше дека некој друг ќе ја заврши работата за тебе. Значи, ние треба да ги видиме позадинските работи, значи, што ни се одвиваат во наше. Кои чувства ние ги имаме за да привлечеме такви настани. Секогаш материјалното, секогаш во 3D реалноста се случува она што се случува на духовно и на емотивно ниво. Процес 3 ќе работиме со оној дел од твојата свест, аспект од твојата личност, кој што се плаши од среќа и радост. Ова е класичен пример на работа со сенка и со механизмите на самосаботаж. Главното прашање во овој процес е: кого треба да разочарам за мојот живот да започнам да го градам? Некогаш треба малку да разочараме некој и да бидеме пример како нашиот живот го градиме трудолюбиво. Како сами си ја полеваме нашата душа со активности кои што се наменети за нас. Како што и веќе објаснив, втората фаза, откако ќе се појават првите резултати од влогот во градба на нашиот живот, во горе-доле наш дизајн, нели имаме околности танц со реалноста, секогаш тие луѓе на крај ќе не пофалат, ќе бидат среќни. Зошто? Ќе се смени едноставно целата вибрација. Целата енергија ќе се смени, бидејќи ние од нас нема да зрачиме незадоволство. Ќе прекине тој циклус и ќе започне циклус каде што ние, преку чувството на нашата исполнетост и среќа, буквално го зрачиме на другите и представуваме пример за другите. И затоа, последното прашање од овој процес е: можеш ли да издржиш краткорочно да разочараш некој со цел да го средиш твојот живот, да го исполниш твојот живот? Едноставно ти да преземеш одговорност, 100% одговорност за твојот живот и што во твојот живот тебе ти се случува. Кога себе било можно, што би ти селектирала? Кое искуство сакаш да го имаш? Која е таа визија? Доколку сакаш да изградиш визија, можеш да одиш на мојата веб страница, постои неколку часовен видео материјал, каде што во дигитална форма работиш еден на еден со мене. Тоа се снимена сесија, каде што јас те водам вакви слични процеси, само се малку подладенски, каде што ти ја креираш визијата за твојата иднина. Значи, би требало да имаме некоја мета, бидејќи ако немаме мета, ние никој пат нема да може да ја погодиме. Во продолжение на видеово, како што и кажав на почетокот, ќе споделам еден многу моќен ритуал, кој што ќе предизвика ослободување на чувството на вина и враќање на туѓа болка таму кај што припаѓа, со многу љубов, нормално. Враќање на она што не е наше, она што ние сме го превзеле како наше, а не припаѓа во нашиот живот. Сега би сакала, доколку го гледаш видеово во кола, да го прекинеш, бидејќи ќе влеземе, свесно ќе влеземе во друга фреквенција, односно со намера ќе влеземе во смиреност, така да доколку возиш или управуваш со некоја машина го слушаш видеово, би те замолила тука да го прекинеш и ритуалот да го направиш во некој друг момент, кога си во релаксирана и опуштена состојба.
Повлечи се во тивок амбиент, можеш да запалиш и свеќа и едноставно почувствувај како влегуваш фактички во друга енергија, во друго чувство, односно во чувство на смиреност. За полесно да влеземе во чувство на смиреност, го користиме инструментот на дишење, односно вдиши и издиши длабоко 3 пати. Најчесто, јас лично го користам методот на дишење 4-6-4. Значи 4 секунди вдишување, 6 секунди задршка, 4 секунди издишување. Како вдишуваш и издишуваш, буквално почувствувај како целата стоена енергија, закрчена енергија што одамна во тебе стои, излегува од тебе. Сега вдиши, издиши повторно. Буквално дозволи да излезе од тебе се што предизвикува тензија, осети оваа релаксираност на твоето тело. И сега најди каде во твоето тело живее вината, на која локација се наоѓа, кога ќе почувствуваш вина и грижа на совест, за да бидеш радосна и среќна. Да го почувствуваш животот пак, во нашата оригинална космичка форма, радост и среќа, благослов. Благословот и радоста е нашиот оригинален енергетски потпис, тоа е фреквенција на нашата душа. И препознај го овој потпис. Смиреноста, радоста, благосостојбата е нашата оригинална нишка, нашата есенција на нашата душа. Влези во ова чувство и фактички свати дека оваа фреквенција е твојот дом. Оваа енергија е каде што всушност е твојата срж, твоето јадро. Дозволи оваа енергија да го исполни твоето тело. И да се прошири надвор од твоето тело. Кога ќе бидеш во потполна смиреност, уште еднаш земи длабок вдих, силно, силно, силно. Издиши до крај. И од оваа точка на смиреност изговори гласно следниве зборови. Ја враќам болката на другите со љубов. Ја одделувам од себе болката и страдањето што не е моја. И се што не е моје и што не припаѓа на мене, ја испраќам од мене со љубов. Нашите зборови имаат вибрациона моќ во полето. Но кога не си ја знаеме моќта на говорот,
нема да знаеме ни колку е ова силно, дека имаме право едноставно да излезе од нас на што не припаѓа на нас. Ја враќам болката што не е моја и страдањето што не е моја, ја испраќам од себе со љубов. Повтори ги овие зборови на глас. Ја испраќам болката што не е моја надвор од мене со љубов. И сега продолжи да повторуваш. Мојата среќа не е предавство. Мојата среќа не е предавство. Мојата среќа не е предавство на љубовта што ја чувствувам кон ближниот. Мојата среќа е продолжение на патот на моите родители и предци. Го прекинувам синџирот на страдање што не е мое и го испреќам од мене со љубов. Одлучувам љубовта, благословот, здравјето и просперитетот да влезат во мојот живот. Осети оваа емоција на смиреност, чувство на изобилие, баланс, исполнетост внатре во твоето тело, како буквално од срцето едно сонце да излегува, еден блесок внатрешен, блесок и искра, кој потекнува од нашата душа. Нашата душа е космичка. По нас живее Божја честичка. И ние сме всушност со особини божествени. Осети оваа вибрација, оваа фреквенција на исполнетост, на изобилие, на мир и спокој. И свати дека во оваа фреквенција можеш да влезеш по волја. Преку пластичен пример ти објаснив како можеш свесно да влезеш во волја, да влезеш во чувство на смиреност, автоматски го подесуваш твоето биополе да привлекува балансирани и смирени настани. Оваа фреквенција на смиреност, баланс, хармонија и спокој, чувство на божествена љубов, чувство на божествена љубов, може да го повикаме по волја. И верувај, не ти е потребна никаква хемија, никакви таблетарна терапија, кога тоа го правиш на своја рака. Едноставно нема потреба луѓето сами на своја рака да земаат таблети, бидејќи можат да развијат во себе способност да влезат како сега во смиреност. Јас покажав пример преку инструмент на дишење. Има различни други исто така методи кои што јас веќе ги споделив во другите видеа, секако ќе продолжим и понатаму. Едноставно ние свеста сега ја управуваме.
преку нашата емоција. Преку нашата емоција делуваме на енергетското поле, да се случат околности, синхроницитети по наша волја и да привлечеме настан према нашата енергетска вибрација. Остани во оваа смиреност колку долго сакаш. Уживај во ова чувство. И обиди се да го повикуваш по волја. И знај дека светот ќе сака да ја зграби оваа енергија. Светот и надворешната матрица буквално е гладна за оваа енергија. Луѓето се буквално прегладнати за прифаќање, припаѓање, сигурност, смиреност. Остани вака колку долго сакаш и осети ја оваа фреквенција и задржи ја колку долго можеш. Секако дека во следните видеа јас ќе споделам како се управува со нашата фреквенција и како нашиот збир од фреквенции да одреди вибрацијата на просперитет, здравје, изобилие. Те оставам во смиреност и се надевам дека има голема разлика во твоето чувство од почетокот, кога почна да го слушаш ова видео, до овој момент. Те оставам во смиреност и секако се гледаме во следното видео.